За дуото Томче и Шарки верувам дека исто така не постои некој кој што и не слушнал. Тие веќе 13 години успешно ги забавуваат љубителите на нокните свирки и низ забавите во Македонија, а секако знаат од време на време и со некоја своја песна да не изненада, така и овој пат четвртата нивна песна Коцка, која што верувам дека ќе биде хит и кај вас и ќе сакате да ја слушате и во иднина, песна која што има и своја српска верзија со која што допрва ова дуо ќе се представи пред пошироката српска музичка јавност, оној пазар каде што навистина има многу кои што секојдневно се појавуваат на естрадата, но ете нашите Томче и Шарки токму со песната Коцка ќе се потрудат да се наметнати на српскиот пазар, а за домашниот веќе и да не зборуваме, веќе добро познати и прифатени од страна на публиката. Ние ќе имаме можност да разговараме со нив во студиото, но најпрвен пред да ги представиме да го погледнеме најновото од нивна страна. Станува збор за песната Коцка, која што е авторско дело на Ангел Ќосев и Ане Марковска, а режијата на спотот и снимањето секако на она што во продолжение ќе го погледнеме од страна на Генерал Студио, односно на веќе познатиот Дарио Јанковиќ. Уживајте во спотот, а потоа се враќаме со разговор во студиото.
nebo, ne znam koji pa dostavim, bo krugot ogan zaroben, izdam ja skuvam, gubam se na epan. Život sa tebe kockaje, crveno crno se kojdem, danes me zakašutene, ljubiš i begaš od mene, bo ne znam koji pa dostavim, bo krugot ogan zaroben, izdam ja skuvam, gubam se na epan. Čekam podišem. Најновото Томче и Шарки Коцка, песна која што верувам дека ќе бидете и летен хит, и песна која што верувам дека ќе помине одлично и на српскиот пазар со својата српска верзија, но најважно е дека Томче и Шарки имаат поддршката од страна на македонската публика. Ова утро се заедно со нас да за прв пат ете во Македонија денес поразговараме за нивната работа, но и го промовираме овој видео спот. Добро утро за двајцата. Добро утро. Томче и Шарки. Да, често ве мешаат, но ете одите како дует и 13 години постоите и жарите и палите на македонската сцена. Лесно ли е 13 години да се опстане во дуо, при тоа да се биде постојано активен на македонската музичка сцена? Види, кога се работи за двајца, како ние што сме... Ќе се најде решение. Да, се наоѓа заеднички јазик, меѓутоа кога се работи за бенд, тука е веќе различни карактери, често пати недоразбирања, нели несогласност, така да нас ни е супер. Полесно секако се носат одлуки кога се на двајци, особено кога ете веќе долго време се познавате и знаете кој на што и како реагира. Публиката ве прифати уште од самиот почеток и ден денес секако успешно проаѓате на сите ваши настапи кои што ги имате низ републиката. Задоволени сте, Томче? Па искрено да, задоволни сме. Сосема случајно ми почна приказната 2006 година некаде. Се запознавме преку еден пријател, решивме да правиме дуо, седнавме, извежбавме, почнавме и веќе првата година до нова година имавме успешни настапи. И ете продолжуваме 13 години, се надам дека и барем уште ќе се слави јубилеј, да, па ќе не поканите на некој од вашите убави јубилеј. Од време на време секако во овие 13 години одлучувате да се представите со своја авторска песна. Коцка е вашата четврта, ако не се лажам, песна која што е ваша авторска и која што ете ја промовираме денеска кај нас. За прв пат ни гостувате, благодарение секако на овој видео спот кој што имавме можност да го погледнеме. Како што кажате пред почетокот и повеќе од задоволни од тоа како проаѓа од страна на публиката. Па да, ова е наша четврта песна. И таа сосема случајно спонтано снимавме во касиното, бидејќи таму настапуваме секој четврток и видовме дека на пазарот во Македонија па и во Србија нема песна за коцкање. А сега актуелно жена и коцка. Жена и коцка некако оди, така да со менаџерите на казиното решивме да направиме песна, спот, промоција и сето тоа помине во најдобар ред. Се планира промоција во Белград, меѓутоа поради нашите обврски во мај месец, нели свирки, матури, свадби и така натаму, малце го развлековме тоа, но ќе биде летово и таму. Да, летово секако ќе пробате да го освоите тој пазар кој што е предизвик за секој еден музичар, да се нурне во океанот на големиот број на звезди кои што секојдневно се појавуваат на тоа небо таму, па ете од страна е секогаш потешко, но вие решивте и спремни сте секако да пробате да колку толку се наметнете на тој пазар. Зашто да не? Тешко да се исплива таму, но ќе се обидеме. Да, во секој случај се обидувате со новата песна која што има, како што кажавме, своја српска верзија, но еве сега да се задржиме на македонската верзија и на песната Коцка, која што има свој видеозапис изработен од страна на генерал Јанковиќ, односно Дарио Јанковиќ попознат. Задоволни ли сте од како сето тоа излезе на самиот крај? Како се вклопи текстот на песната со видеото? Презадоволни, значи напорно работевме цели скоро 5 месеци. 5 месеци за песна. 5 месеци работите комплетно и на снимање на реализација на спотот. Тоа заради тоа што обврските не ви дозволуваат неколку дена во континуитет да се посветите или па не заради обврските, него буквално одевме степ бај степ за да стигнеме до финало, на сите да ни се допаѓа песна. Финало како ќе звучи. Така да имавме неколку измени во песнава, нешто во музиката, благодарение на Ангел Ќосев, нели, и на Ане Марковска. Па да, пред нова година почнавме. Каде се снимаше песната? Во кој студио? Студио Подрумот, тоа е на Ангел Ќосев. Да, поздравим и нашата Тања Кочевска. Она ни е, Лидија Кочевска, пардон, она ни е пратечи вокал. Нашата Лиде испеа фантастично добро. Значи, јас мислам да не беше, она немаше да звучи толку широко песната, пошто има дури 18 пратечи вокали во позадина.
од еден глас. Од еден глас, секако Да. благодарение на моќниот вокал и способностите на Лидија Кочовска. Но, ете, рековте, толку време требало за да сите на крајот бидат задоволни од продуктот. Не брзате во однос на издавањето на песни, ги правите ретко, но како велите, квалитетно, да на крај сите бидат задоволни кога сето тоа ќе се презентира на јавноста. Кои се првите коментари и критики? Па, има и негативни коментари, и тие се добре дојдени, Добро, нели? мора да ги Не има може да сме секогаш. најдобри, најпрефинети, мора да ги има и тие, меѓутоа грото се коментари позитивни. Промоцијата беше преполно беше на промоцијата, многу луѓе, новинари, спортски водители, не знам, бизнисмени од Скопје и така беше одлично. Луѓе кои што ве следат низ Да, годините кои што не и кои следат се на дел од вашите свирките, настапи. многу ни беше драго, бидејќи во толку голем број, нели? Беше за прв пат такво нешто направено во казино, не во ресторан, него во казино. Сите беа чудо невидени пред мене зошто во казино, меѓутоа кога видоа спотот за што се работи, рекоа дека да, на правото место сме. Така да сме задоволни од тоа што го остваривме. Што не донесовме инсерти од промоцијата. Да, во секој случај најголема промотора е YouTube платформата каде што секојдневно Па се да. прегледуваат најновите видео спотови, па тука сигурно дека ги следите и коментарите од оние кои што сакаат да споделат по некој коментар, критика за спотот. Задоволни ли сте од тоа колку се гледа и колку се споделува коцка? И секогаш може Подобро. подобри многу повеќе, но сме задоволни. Дури не сакаме ни да засадиме, нели? Преку ног, што се вика, да имаме, не знам, милионски гледаност. Нема потреба. Значи, доволно ни е нашата публика да ја види, да ја слушне. Колку оваа песна и колку вака кога ќе се објави нова песна е зголемува поборовачката за настапите? Па да Сега не сте речем за актуелни. 50%. За Имате ли 50%. термини? Од среда до недела. Од среда до Секој недела ден. до крајот на годината, веројатно Па, веќе полни. Види, обично август си го оставаме малце полабав за да Одмори. здивнеме, нели, за годишни одмори. И треба човечкото тело бара, нели, одмор. Не се издржува сепак и грло е, нели. Како што можеме слушнете веќе. Добро, како го чувате гласот? Често секако настапувате и во задимени простори каде што се пушат и цигари, што директно влијае на вашето здраве и пред се секако на гласот. На кој начин се штетите? Па Има ли искрено јас заштита? никако не се штедам. Се штедам само пред нова година и околу матурите кога ќе дојдат, кога е онаа веќе. За да не откаже во даден момент. Да, значи ја што викам хемија. Боцкање, нема друго. Само со инфузии, Само редовно, инфузии, и да, витамини, да, нема друго, суплементи. нема Да, напорен е веројатно тој начин на живот, но вие низ годините така функционирате, па се заработували, се живеели во Македонија од музика или пак имате и некои други ангажмани приват? Имаме и други ангажмани приватно, секако, меѓутоа се заработува солидно од музиката, барем кај нас. Има музичари што заработува можеби и повеќе од нас, меѓутоа се посветени само на музиката. Меѓутоа ние имаме и семејства, мора да се посветиме и таму, имаме и дополнителни работи, така да ние сме задоволни. Еве 13 години обстојуваме и добро. Да, поддршка имате од семејствата, секогаш да е имаме, потребна за мора да да може да имаме. обстоите. Толеранција мора да има. Да. Еве, спотов можеме и во позадина да го погледнеме и да го слушаме, но се наметнува и прашањето на фестивалите и на Томче и Шарки како можеби дел од некој од фестивалите во Македонија. Сте размислувале ли што тоа би донело или пак можеби ви одзело во вашата кариера доколку секако се појавите некаде? Не, да ни одзедан сигурно нема, нели? Зашто да не добродојдени секогаш, но некако не се пронаоѓаме таму. Некако не ни е предизвик, не знам. Сме Дали во добиле- некое друго време доколку би биле, кога можеби фестивалите имале поголемо влијание и поголема моќ, би се одлучиле во што Да, е сега зашто причината да не? поради која што Па мислам дека сме некој друг стил. не ви се примамливи високите награди кои што се плаќаат во последно време на фестивалите? Никогаш. Сметате ли дека вистинската песна секогаш победува на фестивалот и на вистинско место завршуваат пари? Дали парите се пресудни дека една песна ќе биде хит? Да. Парите се пресудни за да биде песната хит, меѓутоа не се слагам со тоа дека најубавата песна секогаш победува на фестивалот. Така да и може и некој фактор е тоа и зашто ние не сме присутни таму. Сепак си останувате на своето, да. Да, значи за нас најголемо жири е нашата публика што е кај што настапуваме. Затоа им сервираме спотови да пресудат самите они на кое место би биле. Да.
сега кога сме веќе кај сплотовите и кај своите авторски песни, дали тие се застапени на вашиот репертоар и колку веќе ве успеваат гостите на вашите свирки да ја подпевнуваат коцка? Па видите, искрено, ни еден пејач или бенд не си ја пее својата песна до настап, не знам зашто е така. Меѓутоа, по барање на публиката, мораме да пееме. А зошто не ги форсираме и не ги пееме, не знам, ете, разговараме со наши колеги музичари пејачи и исто и тие Ај ти своите пеа песни. нашата, а ние ќе некако пееме твојата. Баш така, баш некако така е. Баш така доби некој пред некој ден на... Да, наш колега еден ми е побара како матрица, ми вика дај ми ја песната, јас се зачудив, викам зошто тие, па вика сакам да ја пеам, па викам имаш тој песни. Па некако ми е, не знам, моите песни Ај да ти ги пеи пеам. моите. Певлива, И да, така да. да ги менувам и си ги пеем. Да. Колеги сме, мора да се Сигурно дека е помагаме. многу интересно на сите овие настапи, имате и убави моменти, понеубави моменти кога мора да излезете да пеете, а можеби поради дадени причини не ви се пее. Па дури имало случаи кога со 39 температура излагам и тоа е. Нема Но назад. публиката тоа не го чувствува. Никогаш. Не смееме да го наметнеме тоа на публиката. Никогаш не го секогаш сме насмеени, чувствува, расположени. пошто ете, последниот час собирам сили и стартуваме, нема друго. Да. Температура имало, немало, кашлица. Тоа Тоа е. кога ќе отидете дома ќе го решавате, а додека сте на работното место никој не ве прашува, секогаш нели работата мора да се заврши до крај да не трпи публиката, но се случува ли некогаш да отидете на свирка а да нема голем број на публика или пак да биде празна кафеаната? Се случуваат, има и такви моменти, нели, како и во секоја област, не само во музиката. Значи има денови кога е да речам и кога нема празно столче, кога враќаме резервации, има денови кога е за жал послабо, но нели брачи и сестриче се тие два моменти, така да се компензираат секогаш. Има ли некој можеби најинтересен настап кој што ви останал во сеќавање или најинтересна локација каде што сте настапувале, нешто што можеби се одвојува од секојдневните настапи низ Македонија? Види, за нас мислам дека одскочна даска ни беше ресторан Инвино, кој што сите го знаат. Смени две локации, нели, прво беше старата МЗТ сала пред да ја срушат, кај што е сега хотел Русија, нели? После тоа беше во Капиштец. Дуомо. Дуомо бивше, нели? После стана Инвино. Мислам дека таму го достигнавме врвот. За бела ноќ имавме дури до 535 столчиња. Има ли бакшиш на сите овие настапи? Колку Релативна луѓето работа. сакаат да одвојат средства и да ги почестат музичарите да освен договорениот хонорар си заменат со нешто плюс? Па релативна работа, меѓутоа има. Има, не можам да се Дали пожалам дека девојките нема. повеќе добиваат бакшиш, вашите колешки? Па ние до сега немаме работено со женски вокал, така да размислувавме неколку пати на таа тема. Дај да земеме, да смениме нешто, вика, цели 13 години. Не бе, ќе се скараме. Но не за некако дали не сме нашле вистинската особа, значи која што може да на нашиот карактер да се залепи, така да може и тоа да биде, зашто да не. Да, во секој случај постојат предизвици и понатаму продолжувате да газите сигурно на македонската музичка сцена. Летово секако верувам дека ќе биде многу исполнето. Свадбите колку се дел од вашите настапи, дали пак и таму ве бараат? Секако вид на свечености, значи освен овие редовни свирки, свириме и свадби. Летово ни е исто преполно. Мора да најдеме еден период, малку се да одмориме барем 2 недели. Да, за да ги бидејќи- наполните батериите и да се Ма, подготвите и за од септември новата веќе нова сезона. Размислувате ли можеби за некоја нова песна понатаму? Кога започнуваат плановите за нешто ново? Дали можеби некогаш и албум ќе има од Томчи и Шарки? Песна ќе има сигурно, кога не знаеме, затоа што никогаш не планираме, секогаш така ни доаѓа Идеја. идеја спонтана, да. никогаш не е плански, ако е плански не излегува како што треба. Затоа и немаме ни толку многу издадено песни, нели, во цели Затоа што 13 идеи години. ви фалат. Меѓутоа најверојатно следната песна ќе биде дует. Немаме дует. Да, Со очигледно. женски вокал, кој ќе биде не знам. Па ете, ќе биде интересно Меѓутоа во ќе има секој дует, случај сигурно да ќе се, има, да. да Има се дует. дознае. Мене ми беше чест и задоволство што во утро дојдовте за прв пат во Македонија Денис и телевизија 24, но не и за последен. Тука сме секако да проследиме некој убав ваш јубилеј и ќе ви посакам многу успех со ова ваша нова песна и не само тука кај нас, туку и на српскиот пазар. Имајте убаво и успешно лето и секако убав и одмор во кој што ќе ги наполните батериите. Благодариме на поканата.